Благодарам. Почитуван подпредседател на владата на Република Македонија, господин Анѓушев, почитуван заменик амбасадор на амбасадата на Република Швајцарија во Македонија, господин Томаџан, почитувани градоначалници, председатели на совети на планските региони, раководители на центри, почитувани медиуми и други присутни. Дозволете ми да го изразам моето задоволство по повод одржувањето на денешниот настан. Воедно би сакал да упатам благодарност до владата на Швајцарската конфедерација, представувана од амбасадата на Швајцарија во Македонија, за поддршката на надлежните институции и тела, носители на политиката за рамномерен регионален развој, кој овозможи да го дизајнираме овој проект и да пристапиме кон негова конкретна реализација. Проектот Одржлив, инклузивен, рамномерен регионален развој има три компоненти. Реализацијата на активностите е одговорност на кабинетот на заменик председателот на владата на Република Македонија и на Министерството за локална самоуправа и ќе се спроведува во партнерство со амбасадата на Швајцарија во Македонија. Јас користам ова прилика да истакнам дека Министерството за локална самоуправа е целосно подготвена да ја започне реализацијата на договорените активности во негова надлежност во функција на целосна и ефикасна имплементација и постигнување на целта за намалување на диспаритетите во развиеноста помеѓу и во рамките на планските региони, а граѓаните, особено во неразвиените региони од државата, да добијат подобри услови за живење. Почитувани, спроведувањето на овој проект коинцидира со напорите на Република Македонија за започнување на пристапните преговори за рамноправно членство на Европската Унија и отвара можност да ја дизајнираме политиката за рамномерен регионален развој според највисоките европски стандарди за економска и социјална кохезија. Сите ние кои сме присутни денеска тука, како представници на институции и тела, носители на политиката, знаеме дека, иако почнува да се менува свеста на пошироката јавност за значењето на рамномерниот регионален развој, нејзините предности и придобивки, потребни се дополнителни активности и ресурси за да унапредиме ефикасноста и успешноста на политиката. Спроведувањето на овој проект представува можност кој сите ние преку партнерство и соработка ќе ја искористиме во интерес на унапредување на развојот се до најдалечните и најзаостанатите делови на нашата држава. Во таа смисла, Министерството за локална самоуправа работи на поддршка и промовирање на планските региони како столбови на кои се темели имплементацијата на политиката преку зголемување на нивниот конкурентски капацитет, поддршка на иновациите и подобрување на животот на населението. Во споставувањето на IT системот за рамномерен регионален развој очекуваме да обезбеди навремени и вредни информации за Министерството за локална самоуправа и за другите носители на политиката во процесот на планирањето на регионалниот развој и неговата ефикасна имплементација. Другиот важен аспект на проектот е партиципативноста и вклучувањето на граѓаните во определувањето на приоритетите во планските региони, пред се поаѓајќи од нивните реални потреби. Граѓаните најдобро знаат што им е потребно. Позитивните ефекти од спроведувањето на овој проект очекуваме да ги почувствуваме наскоро, во текот на 2019 година, во периодот кога Министерството за локална самоуправа ќе ја започне подготвеноста на стратегијата за регионален развој на Република Македонија, што представува 10-годишен плански документ преку кој треба да се определи правецот на иднината на развојот на нашата држава. Дозволете ми на крај на моето обраќање да им посакам успешна работа на инволвираните партнери во проектот и резултати кои што ќе имат директно влијание на развојот, на подобрување на условите за живење, на создавање на нови можности за граѓаните и за државата. Ви благодарам.